Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на Умствена гимнастика на врановите на Радио Слободна Македонија. Моето име е Христина Рунчева-Тасев, доцент на Правниот факултет Јустинијан I, како што знаете, во редовниот термин резервиран за умствена гимнастика, ве водам токму низ ова најново издание на нашиот радиопроект. Во денешното издание на Умствена гимнастика ќе зборуваме за повеќе интересни теми со мојот гостин, соговорник, кој што на моје огромно задоволство е во студиото на Радио Слободна Македонија, еминентен политиколог, професор кој што важи за еден од најомилените помеѓу студентите, меѓутоа и помеѓу своите колеги, високо ценет и почитуван. Особено ми е драго што заедно со нас во студиото е мојот драг колега, професор Ненад Марковиќ, професор на Правниот факултет Јустинијан I, познат добро помеѓу студентите на политички науки. Добар ден, добре ни дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Секогаш ќе се одзвам кога ќе ме викнете и ми е драго што денеска можеме да си поприкажеме на исклучително интересни теми. И јас како повод за денешното гостување искористив еден неодамнешен настан, всушност тоа бе поставувањето на темелите на една фондација, Алијанса на цивилизациите, која што првпат се формира во Република Македонија, а вие сте еден од членовите кои што важат за основачи на оваа фондација, односно ги поставивте темелите која верувам дека натаму ќе расте и ќе се проширува. Кој е концептот на Алијанса на цивилизациите? Се работеше за една голема промоција, присутен беше претседателот на Република Македонија, меѓутоа тука беше и првиот човек на Александриската библиотека, со што се поставија темелите на една мощна и интересна фондација, па би сакала малку да ги информираме слушателите за темелите, вредностите на кои што почива организацијата. Да, фондацијата е многу млада, формирана е минатата година. Формирана е од покрај мене тука е професор доктор Нума Наруч од Македонската академија на науки и уметности и други еминентни професори. Иницијативата во глобала околу Алијанса на цивилизациите не е нова, не е толку нова би рекол, и постои од 2005 година, кога е за прв пат формирана 2005 година во рамките на Обединетите нации, како иницијатор или коиницијатори, може да кажеме се Луис Родригес Запатеро, тоа беше председателот на Шпанија, и Ердоган, турскиот председател. И иако од 2005 има протечено многу вода, со основната идеја стои, а тоа е еден, би рекол, антихантингтоновски концепт, заради кој е формирана практично глобалната Алијанса на цивилизации под капата на Обединетите нации, а нашата фондација треба да биде одговор и да се вклучи во овој проект. Што беше идејата? Не е случајно зашто Шпанија и Турција се оние кои иницираат, а во неа потоа се вклучени, нели, со сесредна помош на Кофи Анан, подоцна и на Бан Ки Мун, бидејќи ова се општества кои сакаат да одговорат на растечките тензии кои почна многу одамна, кои постоеле од секогаш, меѓутоа се реактуализираат од време на време, на тензиите кои постојат практично помеѓу цивилизациите, ако ги сфатиме во онаа хантингтоновска смисла како што тој ги формулира. Иако нели Хантингтон дава доста песимистички сценарија во неговиот судир на цивилизациите, самиот концепт на судир на цивилизација е доста песимистички, ова требаше да биде еден одговор кој требаше да ги релаксира односите на многу полиња помеѓу на глобално ниво, би рекол, помеѓу христијанската и муслиманската заедница, но и другите заедници секако да не бидат исклучени од овој процес, со една парола дека во суштина секогаш недоразбирањата не доаѓаат од религиозната сфера, туку доаѓаат од незиното политизирање. Ние сме едно мултиетничко практично општество, мултиконфесионално, мултилингвално, и една ваква иницијатива сметаме дека треба да биде представена на микрониво во Република Македонија, со тоа што нормално со време сакаме се поактивно да се вклучиме во оваа глобална мрежа, бидејќи предизвиците кои стојат за нас како општество и без бегалската криза се доволна провокација да
отвориме уште еден фронт преку кој ќе можеме да работиме на прашањата кои си од глобален интерес, кои веќе ги споменав. Во таа смисла, Алијансата е замислена не само како форум во кој би се разменувале мислења, бидејќи овој настан кој го споменавте, а врзан за една од првите активности на Алијансата беше повеќе и промотивен, но и повеќе тркалезна маса разговор, размена на идеи. Идејата е да бидеме многу поконкретни како што времето ќе одминува. А мислам дека нема подобар момент, бидејќи го имаме додатниот фактор и додатната варијабла, би рекол инцидентна, а тоа е бегалската криза, која таа мултиетничка, мултиконфесионална, мултилингвална слика може само да ја закомплицира. Не би сакал да бидам песимист и да кажам да влоши, меѓутоа да искомплицира и во многу нешта, да добиеме непредвидливи последици, така да ние сакаме да делуваме на тоа поле, на разбирање помеѓу народите, на разбирање помеѓу различните верски деноминации, а зошто не и на пацификација на сите оние можни жаришта кои се покажало во нашата држава дека не се малку и тие не доаѓаат само од меѓуетничкото поле, тие се повеќе се прелеваат, што може да биде исклучително опасно и во меѓуконфесионалното поле, меѓурелигиското поле. Така, кој е тимот кој што стои зад Алијанса на цивилизациите? Во овој момент би рекол дека најактивни во тимот покрај мене се, го споменав еден од основачите, професорот Нума Наруч, од Македонската академија на науки и уметности, потоа професор доктор Зоран Илиевски, мој драг колега од политичките студии, Дарко Алексовски и уште неколку луѓе кои сесрдно ја нудат својата помош во формирањето и во активностите на Алијансата, кои допрва треба да се издефинираат контурите. Нормално отворени сме за не само за академската заедница, секако за академската заедница, меѓутоа за секој добронамерен граѓанин, би рекол секој добронамерни кој сака да помогне во инициациите и во одржувањето на еден ваков диалог, во активностите кои веќе реков контурите на тие активности се гледаат, така да се надам дека наредниот период ќе биде период на омасовување, период на прибирање на повеќе членство, на повеќе поддржувачи за самата иницијатива, бидејќи мислам дека самата фондација третира прашања кои се од витално значење за преживување и добро живење, зашто само да го форматираме како преживување за добар и квалитетен соживот во нашата држава. Така, овде ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме назад со разговорот. Вие сте на вреновите на Радио Слободна Македонија, слушате умствена гимнастика. Денес заедно со нас во студиото е професор доктор Ненад Марковиќ, професор на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, воедно и директор на фондацијата Алијанса на цивилизациите и еден од основачите на оваа фондација за која пред малку отпочнавме со разговор. Спомнавме дека полека се комплетира програмската рамка на фондацијата Алијанса на цивилизациите, но на што би сакала да продискутираме какви се идеите, која е концептуалната рамка за проекти, што може да се очекува од оваа фондација. Рековме дека моделот не е сосема нов, туку може да се најде во она што го поставуваат како темел Обединетите нации. Меѓутоа, ајде малку повеќе околу програмските цели содржини, што може да се очекува како продукт од оваа фондација. По принцип, мислам дека имавме добар старт со промоцијата и со доделувањето на една плакета на професор доктор Исмаил Серагелдин, инаку директор, како што кажавте, на Александриската библиотека, кој во секој случај ни помага преку една друга линија, би рекол. Тоа е имено во еден сличен центар, тоа е Низави Ганџави центарот во Азербејџан, кој е на линија со овој проект, би рекол, со кој имаме интензивна комуникација и соработка. И на некој начин и во дискусии со него, беше драг гостин неколку дена во Скопје, му доделивме една плакета за животни постигнувања, бидејќи човек со импресивно CV. Видовме дека сме на добар пат, а и генерално ако се погледне и глобалната програма на Алијансата на цивилизации под покровителство на Обединетите нации, мислам дека сме одиме во добар правец. Што значи тоа конкретно? Тоа значи дека во фундаментот на самата идеја, па и на нашата идеја, на среден рок би рекол, е адресирањето на проблемот на поларизација на општествата и дерадикализација на истите. Тоа се два лајт мотива преку кои се препознава Алијансата и на глобално ниво, и ние би сакали на ниво на Република Македонија да биде препознаена како таква. Но веројатно едно од најтешките цели кои што ги поставувате. И тешка и ризична цел, посебно не само во пресред на бегалската криза, посебно и во пресред и во перспектива на
не знам, регрутациите кои се одвиваат за учество во странски војски и така натаму па и на територијата на Република Македонија, нешто што е процес кој веќе зазема голем замав и кој не помага, да речам условно, во оваа дерадикализација на намалувањето на јазот помеѓу двете големи верски деноминации во Македонија, помеѓу христијаните и муслиманите, напротив, па има и ред други предизвици за кои сега можеби нема да имаме време да говориме, сакав околу активностите. Активностите мора да бидат секако структурирани во неколку делови. Работењето со младината или со младите е еден од со младата популација еден од приоритетите на глобално и ниво, па и наш приоритет на локално ниво во Република Македонија, затоа што во принцип само младите умови може да се формираат и можат да бидат доволно отворени за да прифатат една ваква идеја или да прифатат идеи кои би биле поврзани со подобро разбирање, со подобар соживот. Не сакам да го користам намерно терминот толеранција, тој добива негативен призвук, посебно на Балканот кога се користи, бидејќи знаете, често пати објаснувам, тоа е негативно затоа што некој некого толерира, знаете, во принцип не треба да се толерирате, треба да имате добар соживот. Значи работењето со младите, работењето со медиумите, еве се надам дека ова ќе биде иницијална каписла за понатаму да добиеме повеќе медиско време и повеќе внимание од страна на медиумите и секако едукација, конкретни проекти кои се однесуваат тие треба допрва да произлезат во некаква ембрионска фаза се околу миграцијата и интеграциите, па мислам дека фондацијата ќе адресира еден широк диапазон на проекти со основната нишка на дерадикализација, намалување на поляризацијата и подобар диалог помеѓу нели двете големи, но не само помеѓу двете големи религии присутни во Република Македонија. Очигледно овие цели кои што ги поставувате пред вас ќе ви постават и нови предизвици во смисла на тоа да ангажирате што поголем број на луѓе, веројатно и од различни заедници за да може да се реализираат сите овие идеи и намери. Да. Точно така. Оно што го разговаравме со колегите во фондацијата е дека всушност институциите и невладиниот сектор и други фондации кои постојат, сите адресираат парцијално дел од проблемот. Некој го адресира само со делот со диалогот, некој го адресира само делот со медиумите, некој само со младите и така натаму. Но не постои фокална точка која би ги собрала сите овие иницијативи на едно место, а чилајт мотив веќе го споменавме во кој правец треба да оди. Така да се надам дека фондацијата ќе прерасне кадровски, ќе се прошири нормално во смисол на човечки ресурси, во смисол на различност на професии кои се потребни за вакво нешто да се адресира и посебно се надевам на добра соработка со институциите и разбирање од нивна страна, а се со цел да се создаде, како што претходно кажав, таа фокална точка во која би се собирале сите тие информации врзани за овие процеси кои се инаку многу сложени. Ние направивме една првична проценка. Во принцип добрите проекти бараат добар асесмент на почеток, добар дел на проценка и добар дел да видите каде стоите и што е изводливо, а што не. Дека сите институции преземаат еден дел, дури во рамките на самиот институционален сетап, во рамките на политички систем не постои фокална точка која ги собира сите овие прашања. На поларизација, интеграција, адресирање на овој или оној безбедносен проблем или политички проблем кој може да произлезе од оваа ситуација, така да ни требаат отворени умови, луѓе кои би немале религиозни, етнички, политички предрасуди, за да можеме да создадеме една успешна приказна која на нашето општество му е повеќе од потребна, мене ми се чини. Така и на тој начин и да растете и да зреете како фондација. Има впечаток дека невладините организации кај нас, Сдруженијата на граѓани имаат на некој начин страв да ги третираат овие проблеми што ги споменавме претходно во целост, сметајќи дека се преголем залак за нив, па парцијално ги третираат, или пак имаат недоверба во она што значи НВО сектор или сектора за невладина соработка. Меѓутоа, вие сте прв човек и во фондацијата, истовремено сте прв човек однодамна и на Македонското политиколошко друштво. Честитки за изборот јавно. Она што ме интересира мене е колку верувате во тоа дека невладиниот сектор го има заслуженото место, дека со граѓанскиот активизам може да се постигнат вакви цели кои што се сметаат за можно сериозен предизвик со кој дури институциите не така лесно се справуваат. Мислам дека кај нас за жал постои голема фрикција, едно триење на, би рекол, еден се уште неубав однос помеѓу невладиниот сектор и институциите, кој ќе мора со време да се моделира по она што е скандинавски модел, би рекол, во теоријата на цивилно општество, познат како скандинавски модел, а тоа е да
институциите на системот, го разбираат невладиниот сектор како некој кој може да помогне, да кооптира дури кога е во во благ конфликт, би рекол, со институциите. Едното не го исклучува другото. Во принцип, вие може да бидете во некаков конфликт и да имате несогласување, но да соработувате добро. Така да не е нужно да се има согласување за секој едно прашање, иако мислам дека темите кои ние ги третираме наоѓаат на еден општ консензус кај сите партии, кај имаат одглас позитивен кај сите интелектуалци во општеството, бидејќи сите знаеме дека меѓурелигиозната, меѓуконфесионалната, меѓуетничката поделба или поларизација може да биде опасна и мислам дека тоа е надвор од било каква логика на политичка дебата или било каква логика на дебатирање. Тоа е апсолутно аргумент кој стои. Па во таа смисла, јас сум активен од 99-та, од, да речем, својата 18-19 година во невладиниот сектор и веројатно не би го работел ова да не верувам дека невладиниот сектор нешто може да промени, дека може да служи и како коректив некогаш на институциите и да ги надополнува и да дава револуционерни нови идеи, но и да биде сериозен фактор во изнесувањето на определени процеси. Да го разговаравме пред 10 на години или 15, може би ќе бев поскептичен. Меѓутоа, она прва генерација на луѓе на која припаѓаме и ние двајца, кои се зафатија нели со работа во невладин сектор или ја познаваат таа проблематика, веќе знаат дека таму има созреана маса на луѓе кои можат определени процеси, да не звучам арогантно, меѓутоа сепак ќе кажам, и подобро да ги изнесат од државните институции. Теоријата на цивилното општество јасно казува она што на институциите им недостасува, невладините организации го имаат. Институциите имаат пари, имаат буџет, имаат моќ на принуда, меѓутоа немаат брзина, немаат флексибилност, тоа се големи масивни системи. Ако добро ја погледнете агендата на фондацијата, ќе сватите дека во Република Македонија, а во пресрети на бегалската криза многу често може да избиваат ситуации кои би били ургентни и на кои државните институции може би немале прв одговор. Јас не велам дека фондацијата преку незините активности може комплетно да суплементира, но може во секој случај да помогне да се вгради во еден ваков систем. Мислам дека постои кадарот, постојат отворени канали на комуникација, се надевам дека ќе останат отворени со институциите на системот и постои желба тоа да се работи. Така да велам, да разговаравме пред 10-15 години, може би ќе бев поскептичен, но сметам дека стасува една генерација на луѓе кои имаат искуство и кои можат многу процеси да ги изнесат онака како што треба, и ако се сложуваме, ова се комплексни процеси, ова се работи кои не се решаваат со еден проект или за 3 години или за 5 години, ова е нешто што мора да постои како тема континуирано. Така, веројатно и самата бегалска криза никој не ја очекуваше, меѓутоа настанува како еден процес од кој што сме засегнати директно како држава, низ која што минуваат голем број на мигранти, дури со тенденција да останат во земјата, што значи дека еден нов предизвик се јави за целото европско тло, дури поголемите демократи од нашата се навистина сериозно засегнати. Не знам кои се предвидувањата и очекувањата на фондацијата во поглед на тоа како Македонија ќе се справува со бегалската криза и во кој сегмент би можело да придонесе со своите капацитети за помош? Па да бидам искрен, приказните, ова е мала држава и приказните често се испреплетуваат. Имаме така повеќе сценарија. Да, јас во еден сосема друг капацитет учествував, се спремен на голема конференција не од страна на фондацијата околу бегалската криза, каде што на еден првичен состанок во Македонската академија на науки и уметности беше изнесено од лица кои се порелевантни од мене во секој случај во проблематиката, дека најлошото допрва следува. Со колеги од универзитетот говоревме дека за во Македонија да се наруши демографската слика е доволно да останат 5, 10, 20 илјади бегалци, а ако убаво пресметаме, тоа е веќе 0,5 до 1% од македонската популација. До сега се поминати преку 700.000 бегалци по информациите кои безбедносните служби ги објавуваат, тие не се тајни информации, официјални јавни информации се, што е скоро половина од популацијата во Република Македонија. Замислете колкави се тоа. Ако знаеме колку има во Турција во камповите, ако знаеме колку од нив ќе почнат да се придвижуваат кога ќе се стопли времето, можеме да претпоставиме пред каков предизвик ќе бидеме исправени. И тоа е една варијабла во која принцип не можете да предвидите, знаете. Тоа може да ги наруши односите не само меѓу двете заедници во Македонија, туку и внатре заедниците да предизвика многу проблеми, бидејќи ќе се јават различни сценарија. Ни Европа не е, да речам, на чисто што точно треба да се прави, за или против оградите, за или против слободното минување на мигрантите, за или против интеграција. Се случија некои немили настани, нели, во Германија и во други држави каде што се поставија безброј прашања и како јавното мислење ќе реагира.
има цели политички кариери во Европа доведено во прашање како резултат на политичката криза, така да една држава од 2 милиона треба навистина да биде подготвена на сите сценарии и секој кој може да се вгради и да помогне во ваквите процеси, треба тоа да го прави. Фондацијата ќе се обиде да делува, иако е, реков, се уште млада и се уште во повој, ќе се обиде да делува во овој правец и да проба да ги предвиди сите сценарија, бидејќи постојат модели преку кои може да се види, постојат модели нормално и математички дури, кои кажуваат колку, кога, како би поминувале, меѓутоа она што никогаш не можете во вакви ситуации да го предвидите однесувањето на другите држави. Вие можете само да предвидите сценарија под хипотеза дека, не знам, Србија би се однесувала така, Грција така, Турција така и така натаму и така натаму. И сето тоа влијае врз општата безбедносна и политичка ситуација. Така, но во едно сме сигурни дека дефинитивно ќе донесе демографски промени на ниво на цела Европа, од кој што допрва ќе ги гледаме последиците. Овде е време за една кратка пауза, малку реклами и музика и се враќаме со нашиот разговор. Умствена гимнастика. Вие слушате Умствена гимнастика на брановите на Радио Слободна Македонија. Заедно со нас во студиото е професор доктор Ненад Марковиќ од Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, директор истовремено на Фондацијата Алијанса на цивилизациите, но од неодамна и прв човек на Македонското политиколошко друштво. Верувам дека голем број на предизвици пред вас стојат како прв човек на македонските политиколози. Наближува и периодот кога сите оние млади слушатели кои што го комплетираат средното образование размислуваат можеби која ќе биде нивната опција за да го продолжат својот развој на тамошното образование и кариера. Па би сакала Иванис кој разговор да ги запознаеме со она што работи Македонското политиколошко друштво и кои се предностите доколку една од опциите во текот на нивното размислување бидат токму политичките студии на Правниот факултет кои што нудат навистина широки можности за оние кои што размислуваат каде да продолжат со образование. Токму така мислам дека приказните за едукацијата и за Македонското политиколошко друштво се спојуваат. Еве јавно да му се заблагодарам за сите активности досега на првиот председател на Македонското политиколошко друштво, професор доктор Димитар Мирчев, кој навистина ја сетираше агендата дури во оваа смисла. Имено професијата политолог е прилично потцената во Република Македонија и прилично мистериозна, би рекол, за голем дел од средношколците. Ние правиме секоја година една промотивна кампања во средните школи, но во капацитет на факултетот, не во капацитет на друштвото, за тоа што се учи и кои се опциите кои се отвараат со ова, би рекол, со оваа професија. Она што 90-тите го нудеа како предност беше што во принцип се градеа државните институции, независноста на државата беше во повој, имаше потреба од кадар и можностите секако беа, имаше огромно присуство на меѓународниот фактор, така да можностите за политиколозите можеби беа поголеми, но само навидом се чини дека ова е факултет или професија со која не може да се најде работа. Имено флексибилноста која нуди, иако политичките студии се во рамките на Правниот факултет, а Македонското политиколошко друштво сака и оваа работа да ја актуализира онолку колку што може, сепак правото е регулирана професија, политичките науки не се регулирана професија, односно политологијата, што за некого може би звучи како хендикеп. Меѓутоа, кога презентираме по средните школи во принцип на матурантите, оние кои сакаат доправа да се запишуваат и кога не прашуваат што се може да работат, ние секогаш вадиме една прилично долга листа на професии во кои може да се бавите, но кои бараат да сте во животот динамични, отворени и максимално флексибилни во смисол на стекнување нови знаења, на адаптирање на средина. Тука се и меѓународни организации, тука е државната администрација, тука е политиката секогаш како опција, тука е политичкиот маркетинг, тука се агенциите за испитување на јавно мислење, работи кои и барем уште колку што набрав 4 пати повеќе постојат повици кои можат, односно професии кои можат политолозите да ги работат. Меѓутоа, оно што нас не изненади е што, например, во профилацијата на Министерството за образование кој може да предава граѓанско образование, политолозите како професија не се присутни. Имате психолози, социолози, луѓе кои завршиле други типови студии, но не и политолози. По принцип, еден ваков предмет би бил најадекватен да се предава од некој што завршил политички студии. Ако го знаете силабусот на студиите, многу јасно дека тоа е. И тоа нас ни укажа на еден проблем, дека професијата треба да стане видлива. Дека таа не е во криза или не е проблемот на вработливоста толку голем колку што секако не можете да имате повеќе политолози од правници и економисти, но сепак ви треба одреден корпус и одредена маса на луѓе кои ќе пополнат одредени други позиции. Зошто според мене
каде е скепсата на студентите и каде е скепсата кон политолошката професија воопшто? Скепсата е во оној тип на размислување на просечниот македонски граѓанин, па и младите. Гледам дека тоа се менува веќе полека и тоа ме радува. Дека во принцип најдобро е да се вработиш во државна работа, најдобро да имаш некаква регулирана професија и да не експериментираш. Меѓутоа, како ќе доаѓаат помлади, подинамични генерации, кои ќе сакаат да ги работат не само овие работи кои ги набрав, него и ред други кои можат да ги работат со професијата политолог, посебно што на флексибилно потоа на втор циклус или на трет циклус што можете да завршите, убаво се комбинира со психологија, убаво се комбинира со социологија, со економски науки се комбинира, со новинарство се комбинира, медиуми, комуникологија одлично. Така да како што ќе се раѓаат по проактивни генерации, како луѓето, нели, помалку ќе размислуваат за тоа како да најдат државна работа, повеќе во она перспектива на америчкото pursuit of happiness или барање на сопствената среќа, па и надвор од државното, така мислам дека професијата ќе се репопуларизира. Македонското политолошко друштво е тука да го направи и тоа. За тоа да се случи, треба да омасовиме нашата база по разни основи. Политичките науки не се, нели, ние не сме ексклузивна организација во смисла на тоа да ги исклучуваме оние кои, нели, тука се луѓето кои имаат завршено безбедност или кои предаваат политичка лингвистика, кои се на гранични дисциплини, социологија, например, психологија и така натаму, историчари, политичка историја, секако политичка економија. Тоа се спаѓа во корпусот, во поширока смисла на, нели, на политички науки или науки врзани за политичките науки и сакаме овие луѓе да ги привлечеме, а со цел да професијата се популаризира, нормално академскиот дел максимално да се истакне, годишната конференција во ноември со претходниот претседател договоривме да стане традиционална, минатата година ја организиравме првата, таа беше само национална и беше фантастична, мислам дека доаѓаа луѓе од различни профилации, мене ме радува посебно тоа што имавме од различни етнички, верски, па дури и политички профилации, што е одлично, и го замислуваме како место, како форум на кое политолозите без разлика на нивна идеолошка или религиозна или етничка определеност би можеле да разговараат за академски теми, за дневно политички теми, за политички теми, за политичка теорија и за маките на професијата и предизвиците кои стојат пред неа. Ова последното е можеби и најважно. Најважното. И некако неизбежно се чини дека, бидејќи одиме веќе кон крајот и времето предвидено за денешниот разговор, имајќи предвид дека една од најчистите теми за која што се дискутира и во редовите на науката е всушност нивото на политичка култура, а во еке предизбори, односно очекување на изборите кои треба да се случат некаде на почетокот на летото. Моето прашање е повеќе од научен аспект и професионален за тоа кои се очекувањата во однос на нивото на политичка култура или кое е нивото на политичка култура во моментот и што мислите како ќе се развива политичката култура до изборите закажани за почетокот на јуни оваа година. Правило е дека како што се близат изборите, работите се влошуваат на тоа поле, особено во делот на политичка комуникација. Политичкиот маркетинг секогаш има своја позитивна и негативна страна и во таа смисла негативни кампањи постојат секаде, тие може да бидат поумерени, помалку умерени. Не е нешто што е невообичаено ни за најразвиените демократски земји, иако јас мислам дека постојат граници кои не треба да се преминуваат. Тука мислам на ad hominem напади, прецеп или не знам, исмеање на физички особини и така натаму. Мислам дека треба да се држиме до критика на политики, едни кон други, нели, двата најголеми кампуси или четирите најголеми кампуси, ако сакате така да кажеме. Но она што мислам дека треба подитно да се подобри, па и во пресрет на изборите, а и во глобала, по нив, е и комуникацијата, посебно во рамките на собранието. Мислам дека македонскиот граѓанин заслужува една дебата која ќе одразува една малку поинаква политичка култура, една малку подобра политичка култура и мислам дека прва одговорност на политичарите треба да биде бирањето на зборови. Мислам дека прелесно политичарите кај нас посегнуваат по тешки формулации, по тешки обвинувања и по тешки квалификации, што на долг рок мислам дека само го хендикепира процесот на нормален диалог помеѓу политичките партии. Знаете приказната за таткото кој за секоја навреда од својот син ковал по една шајка во оградата и на крај кога ги извадил му рекол шајките вика ги извадивме, ама дупките остана. Така и кај нас прилично многу е кажано во овие 25 години. И оно што мене до некаде ме разочарува, се надевам ќе биде оваа политичка комуникација можеби тема на годишната конференција, па и порано на тркалезните маси на Македонското политолошко друштво е како што нема подобрување всушност. Мислам дека одиме се порадикално и оно што ме загрижува многу, а се случува во медиумскиот простор е неговата таблоидизација.
тривиализација на политичките теми, а по моје видување политичките теми, оние кои се од сферата на она што сите не засега, се премногу важни за да се тривиализираат и таблоидизираат. Така. Јас се надевам дека ќе го подигнеме нивото на политичка култура, ако ништо повеќе барем низ долготрена заложба на политиколозите, кои што заеднички би требало со сите напори да се вложат на овој план. Ќе ви посакам многу успех во работењето на Алијанса на цивилизациите и предизвиците кои што стојат пред оваа сериозна организација, со желби да се прошири тимот и делокругот на делувањето. И се разбира многу успех во професионалното делување на правниот факултет, каде што ќе продолжите со работа со она што... Благодарам, јас се надевам дека ќе се видиме некој следен пат, односно ќе се чуеме некој следен пат на брановите на истото радио, со една веќе завидна листа на сработени проекти и активности и конкретни аутпути од истите. Искрено се надевам. Она што станува за слушање е на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, но нашите емисии може да ги проследите и дополнително, доколку не успеавте да го слушнете разговорот, достапни се на каналот YouTube. Благодарам професоре Марковиќ за гостувањето. Благодарам и вам. Ова е Радио Слободна Македонија. Јас сум вашиот уредник и водител на емисијата Христина Рунчева-Тасев. Слушавте умствена гимнастика на 26 февруари 2016 година. До слушање до наредниот петок во 17 часот. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.